Са вели дека огнот избил во соба број 3 и брзо се проширил. Тој бил во посета на неговиот татко и брат кои се лекувале во модуларната болница, но кои не успеале да се излечат и починале. И como si enfermia. Ги чував како болничар. Болницата немаше доволно услови за гаснење на пожар. Немаше болничар. Бев единствениот. Бев болничар на татко ми и брат ми. Кога се случи трагичниот момент, кога се рашири пламенот, бев внатре. Почнав да го вадам брат ми, но поради црниот чад ме извади и мене надвор. Баравме боци за гаснење на пожарот, но немаше ниту систем против пожар. Ништо. Беа обични пластични бараки и стиропор кои помогнаа пожарот да се прошири. Сите пациенти што беа, ги видов како врескаа. Немам коментар за оваа држава. Како се живее тука? Минимални услови за живот. Нема ниту еден човек. Како дојде до пожарот? Пожарот дојде од соба 3. Се рашири огнот. Продолжи во соба 2, соба 1. Немаше можност ништо да направиме. За малку ќе останев таму. Со мои очи видов се. Тие што велат дека имало систем против пожар, лажат. Од болка не знам што да кажам. Јас сум син на жртвата Емши Хаки и Емши Расим, 28 годишен, и таткото 55 годишен. Денеска беа погребани починатите во пожарот во Тетово. Меѓу починатите се и 12 пациенти и 2 жени кои биле во посета на своите најблиски, но не успеале да се спасат од огнот кој за кратко време проголта се. Денеска тетовци му дадоа последна почит на најблиските 14 починати кои го загубија животот во пожарот што ја зафати модуларната болница.